Нова ЕХФ недела, нов собир на македонската репрезентација. Очекувавте и посакувавте поквалитетни противници за спаринг партнери, но тука се Турција, Италија и Грузија. Што да очекуваме од овој циклус? Па добро, ако гледаме малку подалеку имаме проблеми. Велко Марковски не најде клуб, не игра никаде, имаме проблеми на таа позиција 34. Брат му исто така Никола има скашеница на раката и он не може да игра, така да и за него ќе мора тука да бараме нека друга варијанта. Се надам дека ќе се врата до европското првенство, но сепак го нема тој такмичарски ритам што мене ми треба. Такмичарски ритам кој ќе видиме општо им недостасува на сите наши репрезентативци, така да затоа се одлучив да закажам повеќе надпревари не само во овој циклус, него и за подготовките за европското првенство. Како што знаете, може да информирани сте, 4 надпревари имаме оваа недела. Ако веќе правиме са некоја како да се изразам, ако правиме са некоја рекапитулација што се одиграле наши репрезентативци, еве вака да кажам дека скоро сите немаат некоја минутажа, се во некој тренажен процес, но нема такмичарскиот ритам. Ајде да видиме дали можеме нешто со овие 4 надпревари малку да видиме што може да ни понудат нас за европското првенство. Ајде да видиме дали некој од нив може да го покрие отсуството на Велко Марковски во одбрана. Мора да се видат, имаме два пикера кои се многу битни покрај Жарко Пешевски, Никола и Стојан, кои не се во ниту една комбинација во моментот во нивните клубови. Има информации дека Столе се враќа, дека Никола е во некој процес на рехабилитација, дека би требало да се врати. Пак ќе кажам, значи ракометарите на Металург немаат домашното првенство, немаат меѓународни надпревари. Знаеме која е разликата од домашните надпревари и од меѓународните надпревари. Затоа се одлучивме, заедно со мојот стручен штаб, се одлучивме на овој чекор. 4 надпревари да видиме што можеме да направиме. Да видиме дали од овие млади играчи можеме да задиме 34. Да видиме дали Поповски, кој не најде исто така клуб, но игра во пролет, дали ќе може да одговори добро таму на позиција 2. За разлика од некои други системи, каде што, пример, Раул Гонзалес Кузмановски играше напред преден или играше тројка, четворка, играше петка, дали ќе може сега во Магдебург или позиција број 2 во одбрана кога ќе влезе. Значи се малку измешано. Ќе се обидеме преку овој собир и собирот што ќе биде пред Словенија, на подготовки кога има Словенија од 2 јануари, така да до пред одењето во Словенија треба да имаме точно да увидиме, јас и мојот стручен штаб, да увидиме точно со кој играч каде ќе може да имаме помош. Нападот горе-доле мислам дека може да го средиме, може да биде квалитетен, може да биде на рамниште на едно европско првенство. Во овој момент, малце подалеку кога би гледал, ме плаши одбраната. Јоновски пред некоја година се откажа, Велко Марковски, не подготвивме замени до ден денешен, ќе се обидеме со младите играчи, ќе се обидеме да бидеме и трпеливи со нив, бидејќи имаме сега 4 надпревари, ќе имаме 2 надпревари на Трофеј Карпати, тоа се 6, и уште плюс 2 надпревари кои се веќе закажени на 3 и на 5 со Словенија и Црна Гора, тоа веќе е една добра цифра на добри пријателски надпревари. Знам дека може би не се квалитетни противниците, тоа е затоа што повеќето репрезентации играат и квалификации во овој циклус, имавме проблеми да најдеме противници, јас сум задоволен и вие што ги обезбедивме. Се надам дека почнувајќи од наредната година веќе имаме и понуда за да одиграме во април месец, ако немаме квалификации за светско првенство, пошто има некоја најава дека ќе се одиграат 2 бараш надпревари. Значи ќе видиме како ќе биде, а ако не веќе имаме некои почетни контакти со Португалија да одиграме 2 надпревари. Ќе се обидеме преку овие надпревари да го подигнеме квалитетот на нашите играчи преку интернационални надпревари. Реално ли од овие условно кажано бе репрезентативци да очекуваме да влезе некој со посериозна улога на европското првенство сега што следува во јануари? Па треба они да ме уверат дека они може да го одиграат сето тоа. Јас во главата го имам сето тоа. Јас знам дека можат, но треба да ме уверат како мене, така и вас како јавност, како спортска јавност, треба да не уверат дека можат. Малку е тешко кога би отишле сега и сега да бараме не знам што чуда од нив, но се надевам дека сето нешто ќе биде поставено како задача од нив, ќе имам време, ќе имаат и минутажа да покажат што знаат, колку можат и дали ќе може да ни помогнат на европското првенство. И последно прашање, секогаш пред овие последните 2 години, барем пред големите надпреварувања се споменува Миркуловски како некоја опција за повторно враќање. Дали ќе го барате пред европското првенство? Не.